Почитувани, добре дојдовте во Печат. Денешната емисија со отец Љупчо Симиџиовски ќе посветиме за верските обичаи и традиции кај верниците. Исто така ќе стане збори за духовноста и вербата во Бога. Добре дојде во Печат за отец Љупчо Симиџиовски. Добро ве најдов, честити празници, тие што поминаа, тие што ни доаѓаат, секој е добро да не прати. Благодарам, отец. Гостин сте во оваа емисија после долги 8 години. Од известно време сте духовен парохиски свештеник во црквата Свети Никола Геракомија, после долги години од Каменско. Па охриѓани важат за доста религиозни луѓе, па како е да се биде духовен свештеник и во оваа црква? Нема некои посебни разлики, секоја парохија по правилото треба да биде жива парохија, а тоа се подразбира под жива парохија, што помасовно присуствување во светите Божи храмови. Се точно е дека во Варошката парохија има многу храмови, преку 10, кои што всушност ги обслужуваме сите храмови, така да летен период служиме во црквата Света Богородица Перивлепта, во стариот дел горе, а зимскиот период во Свети Никола Геракомија, се разбира, служиме и во останатите храмови, како што е Свети Јован Канео, сега баш за Свети Јован Крстител ќе имаме таму света литургија. Има и други цркви, нели, Свети Кузман и Дамјан, но суштината е насекаде на самата парохија како парохија. Парохискиот свештеник, што е најголема должност да се труди со Божја помош да имаме што повеќе верници на светата литургија, затоа што обичаите се една работа, кои што самите обичаи можат да бидат лоши или добри. Се вели дека лошите обичаи ја расипуваат добрата вера, а оние пак обичаи кои што не доближуваат до Бога, самата црква ги поддржува таквите обичаи, затоа што еден вид тие обичаи и низ вековите се докажани како еден вид спасоносни во смисла да не се оттргнат луѓето од самата црква. На свој начин верувале, меѓутоа сега ја имаме таа можност што на свој мајчин, македонски јазик, да се служи светата божествена литургија, да се објаснува што значи, пошто самата литургија значи благодарење, собир на едно место, на поголем број на верници, и живејќи така духовен живот, всушност, како еден вид низ целата година, тој круг на циклус на празници, а самите празници, значи, во свое време имаат одиграно големо значение, затоа што еден празник да се обслужува и да се одржува повеќе од 2000 години, значи тој настан што се случил во свое време, навистина бил од големо значење. Ние сега во овој период се наоѓаме во еден таков свет период, би се рекол, затоа што зад нас уште ни се сеќавањата, блиските сеќавања на големиот празник, на рождеството Христово. Па пред некој ден, значи, помина православна нова година, кој што во еден ден се слават 3 празници, тоа е обрезанието Господово по тело од страна на Спасителот Господ Исус Христос и големиот светител, светиот Василий Велики, кој што е еден од столбовите на светото православие во самата црква, кој што во 4. век заедно со Свети Јован Златус и со останати Божји угодници, неслучајно тој период е наречен златен период на црквата, кога веќе со Миланскиот едикт 313 година, кога се дава потполна слобода на верување во Бога, и токму почетокот, значи на 4. век и цел 4. век се јавуваат еден вид, како што спомнав, се нарекува златен период во тој период, затоа што се градат веќе слободно храмови, слободно се проповеда, а Бог ете испраќа такви Божји угодници по лицето, како што спомнав, на Свети Василий Велики, кој што дава нормативи како ги заменува лошите обичаи во тоа време, пошто многобоштво било,
како ги заменува со добри обичаи и како ги насочува кон вистинската православна вера, вклучувајќи и напишувајќи ја и самата Света Василиева литургија, која што во црквата се служи 10 пати во годината, вклучително и на самиот ден на Свети Василий Велики пред 2 дена што беше. Сега пред нас престои голем настан, што е случај, доаѓа водици, богојавление, кој што на вистина овој празник насекаде во светот и ние како Македонска православна црква, значи не само овдека во Република Македонија, туку и секаде каде што не има по светот, тие обичаи, еве пак дојдовме до тие обичаи кои што ги црквата ги гај и ги чува во самата црква, значи собир на многу народ кој што еден вид така наречено фрлање на крстот или спасување од после, значи тоа е се со цел направено за да не подсети, тоа е и символично значење, самото потопување на крстот, значи потопување за гревот, а самото вадење од водата е еден вид живење за Бога и очистување или преумување. Така да се си има длабока смисла во самата црква, но многу битно е, значи, суштински да се навлезе во самиот празник, да речеме, еве, празникот на мирот, Божик, раѓањето Христово, кој што ете после повеќе од 5000 години, она ветувањето од Бога на нашите прародители Адам и Ева, дека ќе им испрати Спасител, кој што ќе го спаси светот, така да тоа време, кога се исполнило, веќе доаѓа Спасителот на светот и се објавува и самиот себе си како Син Божи, испратен од Бога и всушност се до тогаш било она бледа сенка за самата Света Тројца, прорекувано, меѓутоа не исполнето, затоа што целиот Стар Завет е прорекување за Новиот Завет, а Новиот Завет е исполнување на Стариот. Така да, кога се исполни времето, дојде Бог го посети светот, токму преку својот единороден син, кој е зачнат од Светиот Дух, роден од Пресвета Дева Марија и кој што зеде обличје на човек, за и да го спаси човечкиот род. При самото доаѓање негово, раѓање, значи не се роди во палата или не знам во какви царски одаи, меѓутоа се роди во пештера, и тоа скромна пештера. Најпрвин таа радосна вест ја слушнаа пастирите, значи оние чисти по срце, затоа што и самото негово доаѓање е за да се открие гревот, она фарисејство што било до тогаш, за жал тоа се провлекува и низ вековите, а Бог гледа внатрешно. И од тука тоа преумување, значи разбудување на самиот човек, самиот Христос во Светото Евангелие вели додека човек не се роди од озгора, не може да биде добар човек. Е тоа токму тоа повторно раѓање, значи еден вид е разбудување на самиот човек. По природа, луѓето сите сме грешни, само еден Бог е без грев, меѓутоа, затоа Бог и самата црква го установила светото покаяние, кој што оној човек кој што искрено се кае за своите гревови и сака да напредува духовно, има сите можности тоа да го направи. Отец, на што се должат, ево меѓу луѓето, кога зборуваме за обичаите, за праслувањето на и во однос на празникот кој што пројде, значи во однос на Божик, раѓањето Христово, на што се должат разликувањата, разликите и толкувањата при празнувањата на празниците, кај верниците? Видите, во самата црква се зависи од самите нас. Се за жал еден долг период како последица на оној систем што бил еден вид не толку наклонет кон самата црква, значи не
строго и да забранува, меѓутоа индиректно се мешал во тие обичаи и биле забранувани. Така да ако земиме она постара генерација, пред 50-60 години кога биле деца, во Охрид се знаело за бадник да се пее тропарот или кондакот, тие се кратки песни поврзани стриктно со самата содржина, со значењето, со суштината на празникот. И така се пеело. И сега еден подолг период, не само во Охрид, низ Македонија цела, еве гледаме, за жал, уште се провлекува оние текстови од нашите дечиња што одат по куќите, што немаат никаква врска со самиот празник. Ни логика, апсолутно ништо. Само имаат тоа, сепак некоја добрина во тоа, што ете во чест на тој празник пеат тие коледарски песни. И сега наше е, како црква, еве ова година можеме да се пофалиме. Прв пат се одржа литија од храмот Свети Ѓорѓе, значи до пристаниште, до Света Богородица Каменско, кој што дечињата со радост и со душа го пеа текстот Вечниот Бог, значи кој што доаѓа, слегува, значи самата таа литија или собир на народ, во овој случај на деца, значи го наговестува, го предвестува самиот празник што доаѓа. Така да со тек на време ние треба да ги научиме децата. Во случајов сега е пристапно, се таа песна може да се... Јас ке предложам овде режија, ние имаме подготвено, да ја пушта, за да може така да ја слушнат. Сушност, која песна требало, како што се пеало низ вековите, а да се надеваме во иднина дека нашите мили рожби ќе бидат правилно воспитувани во верата и да го осетат самото доаѓање на самиот празник. Така да Божик празникот со самото доаѓање на Христа, слушната е радосна песна од ангелите, слава во висините на Бога, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Тоа се барало и пред 2000 години, меѓутоа во последно време и те како е потребно тоа. Значи да се слави Бог и да се има добра волја меѓу луѓето. Отец, овде ќе предложам режија да ја пуштиме. Може. Вечниот Бог. Вечниот Бог слезе и во дева се всели, свет, свет, свет си пресвет Господи. Царот на сите и Господ, дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели веселете се. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Прими го видеме Господ твој, царот на сите и владика. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, дарови да принесат достојни. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Да се поклонат на Господа во пештера родениот. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кога слушна Ирод за настанот, целиот се потресе здобниот. Свет, свет, свет си пресвет Господи.
zapeli na sveštenicite, koji mu služat na Gospoda. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Kažete mi, mudri učitelji, kade treba on da se rodi. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Od zemenog burana pomisli, Josip namisli da ja otpušti. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Nokta padlo sono, slušna glas, angel Gospodov mu progovori. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Денес света твар се радува, торжествува и се весели. Svet, svet, Свеци пресвет Господи. svetlina na svetog mu zasvetli, i ti evo mrakog ti osvetli. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Site na Hrista da mu pene, on zaradi nas evo ploti. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Odevo majko mladičice, spasi gi hristijanite. Svet, svet, sveci, presvet Gospodi. Значи имавме можност да слушнеме онаа вистинската песма која што коледарите го најавуваат Христовото рождество. Отец Симиџиовски, што всушност представува литијата и колку често порано била употребувана или практикувана меѓу народот? Литии од старо време се практикувани, тоа или за појасно да му биде на народот одење с крсти, така речено, од едно место до друго. Значи, собир на народ со црковни реликви, значи свети бајраци со икони на нив, со крстови, и се оди од едно место до друго. Се зависи, значи може да се посети тоа исто во нашиве краишта, особено по селата се забележани такви околу црква 3 пати да се помини, па да се посети од една црква до друга црква и со песни, духовни песни се моли Бог. Тоа уште Константин Миладинов во зборникот има забележано пред повеќе од 100 години како да речеме во немало дожд во Струга, суша и како излегле со скрсти од црквата Свети Ѓорѓија да прошетаат до Свети Никола и веќе одма кога ги враќале крстовите, да речам, или тие реликви, почна ситна роса за росила после молитвите упатени на Бога. Тоа го опишува тој, меѓутоа не само тоа значи во самата црква не е нешто ново. Литија еве сега на еден вид на богојавление. Од црквата Света Богородица Каменско, значи архиерејот со свештеници и со народот прави литија по чашијата до пристаниште, или ево јас како парохијски свештеник од Свети Никола Геракомија, исто со тие свети бајраци, со народот, со песни, со тропарот во Јорданија, се собираме на пристаниште, на општиот заеднички собор или собир што ќе биде по повод фрлањето, односно самиот тој ритуал за спасувањето на крстот од водата. Во главном тоа се тие работи, литии, значи за Великден има, за Ѓурѓовден, за поголеми празници, на храмов празник, значи по тие места, од едно место до друго и во други цркви, нема значи само кај нас, само во Македонија, значи тоа може да се види тоа особено во
Руска православна црква, тоа се припрема цело село, што се вика, со цвеќиња, да биде самиот пат послан од 2-3 километри, кај што ќе поминат литијата, со чудотворна икона може да биде на самиот празник, дали е Успение на Пресвета Богородица или било кој. Значи, во таа смисла, тие собир на народ кој што посетува од едно место до друго, свето место. Значи, полека со оваа песна ќе си отстапи место на она вистинското црковното. Тоа е и целта, постепено, да. знаете, да навлези она суштината, и самиот текст да не доближи до вистинскиот настан, што е случен во овој случај со самото раѓање Христово. Така. Отец Симиџиовски, овде ќе мора да им отстапиме место на рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Со задоволство. Меѓу бројните празници кои што православните христијани ги празнуваат деновиве, беше неодамна и Свет Василица. Така, значи, кој е ставот на црквата во однос на карневалите? Отец Симиџиовски. Вака, многу е важно да се знае, како што спомнавме предходно, тој празник посветен е во еден ден на 3 празници. Значи, Господов празник, како обрезание Христово, Свети Василije Велики и православна Нова година. Значи, правилното славење на овој празник е православниот верник да дојде на света литургија, а пак после светата литургија во црквата се чита она благодарствена молитва, му благодариме на Бога за се она во изминатата година што било и што направил за нас, пошто Бог е тој дародавец на секое добро, и го молиме Бога и следната година, значи идната година, да испрати дождови навреме, да не запази од разни болести, од војни, од земјотреси, од апсолутно таа многу содржајна молитва, кој што треба да се упати таму каде што и е местото, во самиот храм, и да се присуствува за време на тие молитви. Сето она надвор од тоа, во случајов како што спомна карневали, тоа па самиот Свети Василije Велики, кој што за жал го гледаме, го изобразуваат на светиот негов лик, а од друга страна со ликот тој, значи, гледа се она што не треба да види. А тоа е самиот тој во тоа време има канони, црковни закони донесено, да речиме, мажот не смее да се преправа во жена или жената во маж, или во било кој што, да не набројувам разни животни, па дури, не дај Боже, и го земаат и самиот лукавиот, значи нечистиот ѓаволот на себе. Сето тоа е пагански обичај, кој што секој еден православен христијанин треба да се згрози од таа самата постапка, а камоли тој да учествува во тоа. Тоа е ставот на црквата. И апсолутно човек кога би сакал само да се потруди да прочита што ни велат светителите, каков е ставот на црквата, тоа може многу лесно да го најде. И ќе дојди до изворот таму каде што е најчисто, до светото Евангелие, значи се она што е надвор од црковното учење нема ни спасение, ниту носи пак некоја, ниту благодат, ниту благодет носи тоа. Зашто се мисли ето тоа? Се знае каде е молитвата, каде треба да се упатува, и во трезвена состојба, не во пијанство или и ред други недолични однесувања. Отец Симиџиовски, ево ни престои Водици, празникот Водици. Кои се начелата при празнувањето на верниците кои мора да се придржуваат на некои правила? Нема поспасоносно и поважно од на православниот верник да зема учество на светите литурги во храмовите. Значи, тој сат и половина што трае од страна, значи самата света литургија во храмот, тоа е најсветото што може, најсветата молитва да се даде. Другото е на некој начин театар, би рекол. Меѓутоа, оние вистински верници тоа и го почитуваат. Меѓутоа, не и сите.
Значи, целта е црквата да продре вистината до што поголем број народ. Затоа што јасно е кажано дека не секој што е во црквата се спасува, ниту секој во светот пропаднува, загинува. Меѓутоа, наше е и за незнаењето, и за непочитувањето онака како што учи црквата, со други зборови, дојди и види, многумина ја критикуваат самата црква како црква, а всушност не знаат ни против што зборуваат. Значи, тие не се дојдени да видат, да ја осетат убавината на богослужбата. Значи, да слушнат на свој јазик молитви упатени на Бога, да ги видат и светите икони, да го почувствуваат мирисот на темјанот, убавите песни како сега пред малце што испеани од самите дечиња. Значи, во самиот свет храм присуство и не само на големите празници, току секоја недела. Со други зборови, да не го имаме Бога за брза помош само кога нас имаме потреба, и тоа и да бараме нешто и сами да не знаеме што бараме. Значи, многу децидно е кажано во Светото Евангелие, најпрвин барајте го Царството Небесно, а сето она другото ќе ви се придаде, бидејќи знае вашиот Отец, кој што не створил, дека имаме потреба од тоа. Бог како сезнаен апсолутно знае и често пати некој пат тие желби наши, ако не се сообразени волјата наша со волјата Божја, ако не е сообразена и не се исполнуваат, значи се исполнуваат или не се исполнуваат, и отпосле ќе сватиме дека ова не се исполнило и пополезно било што испаднало токму така. Така да Бог е еден промислител на подолги патеки, што се вика, наше е цврсто да веруваме во Него како сезнаен, како семожен, не да го изговараме напразно името на Бога, не да веруваме формално, не само да бараме само материјални работи кои што често пати можат и штетно да влијаат, затоа што гледаме во светов сите оние кои што на некој начин материјално се богати, ама духовно се сиромашни многу и завршуваат со катастрофални последици, што се вика. Отец Смиџиовски, живееме во тешки времења. Многу од луѓето се изгубени во искривените морални вредности. Како може тука црквата да има влијание, да помогне на некој црквата начин? проповеда 2000 години и до второто Христово доаѓање таа ќе проповеда. Таа е еден вид како брод кој што сите влегуваат во тој брод се спасуваат, а надвор од бродот ги јадат ајкулите, нели тоа фигуративно да се пренесеме во морето и на самиот брод. Така да тоа е точно дека во последно време и тоа се чувствува. Значи, загриженост и се прави само за материјалното, никако да се спомне, чекај, зошто е ова? Ова е последица, пак велам, на духовното. Може би во црквата не оди со големи осцилации горе-долу, знаете. Оди повеќе брановито, пополека така. И сега, токму овие последици се можеби на тие 50 на години, кои што можеби и не се верувало или се сувал Бог по војничките терени, тоа сум очевидец, што се вика, и сите тие работи, значи кои што на некој начин директно, а повеќе индиректно се беше против самата црква и се мислеше дека без Бога можеме. Токму сега генерациите на тие луѓе што не ги воспитале пред се во страв, во почит кон Создателот, имаме последици. И меѓутоа Бог како многомилостив, како Бог што е љубов, кој што сака сите луѓе да ја познаат вистината и да се спасат, не пушта самите луѓе да сватиме дека без него не можеме ништо. Така да, што побрзо оној човек се отрезни, се осознае дека без Бога не може, ако почне да се клони од самите пороци, кои што таа немаштија, жално е, денес се полни кладилниците, а празни се црквите. И сега бараме ние помош, Боже ми, нешто ќе добиеме во кладилницава. А често пати се губи. За разлика од што директната добивка, ако се оди во храмот, само да се престојува,
да се слуша молитвата, да се помолиме на Бога. Бог има илјадници начини како да не оттргне од сиромаштијата, од бедата, од болеста, што се вика. Така да човекот е сам ковач на собствената судбина, така учи и самата црква, и ние слободната човекова волја мораме да ја сообразуваме со Божјата волја, а Бог е, самиот Христос вика, јас сум патот и вистината. Значи, ако ја кажувате, се вели вистината, таа ќе ве ослободи. Знаете. И многу е битно секој пат таа искреност, да се клониме од завист. Денеска е така подмукло ѓаволот на многумина, божем, тоа не е ништо, зошто овој вака онака, и зависта невероvatна. Гневењето еден кон друг, да може не знам какво зло да му нанеси, кога би можел. Озборувањето, удушењето, значи сите тие работи повеќе, значи да се заменат повеќе договарање отколку оговарање, знаете. Повеќе расудување отколку осудување. И човек ако гледа интроспективно во себе пред се да почне, самиот да се наблюдува, кој сум ја, зошто сум во овој свет, зошто еве многу брзо поминува животот, дали се завршува со првиот плач од доаѓањето до последната издишка, или има нешто друго, вечно, кој што всушност и самата радост на православниот христијанин, мислам тука спаѓаат и сите оние верници, прави верници, без разлика и од други вероисповести, кои што со страв Божји веруваат во Бога и прават добри дела, нормално Бог има начин за спасение за сите. Така да, затоа што името како име не спасува самото име. Сега јас сум православен и ајде, во рајот православен. Не, туку напротив, колку се трудиме да живееме уреден православен живот. А тоа се подразбира, значи, вера во Создателот кој што не создал во Бога. Бог е дух, Бог е љубов, Бог е секаде присутен, како таков треба да го носиме во срцата, кој што се знае и се гледа. И служење на творбата негова, а творбата негова е човекот. А секој човек на земјинава топка го носи образот Божи. И ние, значи, од тука доаѓа љубов кон Бога и љубов кон целото човештво. Единствено што треба да мрази човекот е гревот. Значи, не самата личност да ја мрази, току гревот во него кој што е. Значи, да не го оправдува. И нормално да се поучуваме, меѓутоа еден со друг. Меѓутоа, самото поучување е многу битно и со дела пропратено. Затоа велам, луѓе има многу кои што толку критички се настроени кон самата црква, меѓутоа светите оци вика дојди и види, значи дојди, види како е. Многу лесно е да се осудува на незнаење. Бог е милостив, опростуваме и ние, и таа ни е должност, да имаме љубов кон сите, знаете. И така сме живеале и пак живее црквата Христова. Сметано дека од самиот почеток дека ќе ја разурна црквата, меѓутоа Бог е тој што ја чува. Знаете, црквата во овие 2000 години имало и страшни гоненија против самата црква во Ленин во Русија 5 милиони има отепано и монаси, и свештеници, и верници. Во тоа статистички што се вика и новомаченици колку има. И денеска гинат има новомаченици што се вика во тој екстремен исламски свет кој што ги убива ето затоа што не се сите како нив. Значи, кој што и оние добрите се грозат против таквата постапка. Значи, да не ги ставаме сите во еден кош. Затоа реков, значи, треба да се бориме против гревот и навистина и самиот Христос вика, каде сте двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас. Е сега прашање дали се собираме некој пат вистински во права смисла, знаете. И затоа, велам, треба да се поучуваме сите, и ние како свештеници. Парохискиот свештеник треба да биде близок во самата парохија и да се осеќа како дел од, значи, во секое време да можат слободно да го прашаат за било што. Дури се вели, успех е на свештеникот и дури за нецрковни работи, чисто како совет да даде за некоја работа, пошто живееме во општеството и сакали или не, имаме и сами општествени работи, социјални работи, кои што треба да се решаваат
во сегашно време, како што било и низ вековите наназад. Доаѓаат ли, отец, се извинувам, доаѓаат ли луѓето по такви совети кај вас? Ви се обраќаат ли? Видите, јас веќе... Колку често се исповедаат? Видите, има луѓе што редовно си вршат исповед и живеат по таа духовна контрола и тие луѓе се исто така поредовни на самите свети литургии и тие така духовно се надоградуваат. Апсолутно бројката расте од година на година, тоа последниве 20 години, значи не е нешто ново да се слушни дека одам на исповед или дека тој монах ми е духовник или кај тој свештеник се исповедам. Тоа е значи и така треба да биде и не само тоа, сега е така самиот свет едно глобално село и тоа се гледа и во другите цркви кои што се разбира некаде е тоа позастапено повеќе. Тоа го гледаме во соседните цркви, во Руската православна црква, дека апсолутно дека тоа е како редовен, значи илјадници луѓе се причестуваат, меѓутоа пред самата причест се исповедаат, затоа што како што спомнав, нема човек без грев. Не може една жена, да речеме, слободно да си оди да се причести ако направила 1, 2 или 3 абортуси. Значи, чедоморство, ги убила своите деца. Не може таа мајка, која што ако тоа го направила пред 20 години и кога ќе види сега едно момче од 20 години да не рече дека и синот мој би бил или девојчето олкаво и да не го сноси тој за грев, затоа што тој е грев. Знаете, гревот е грев, дали е мал или голем, меѓутоа има разлика помеѓу смртни гревови и секојдневни гревови кои што ги правиме со знаење или незнаење. Затоа вечерните молитви се за оние секојдневни гревчина, така речено, што ги правиме, намерни, ненамерни, меѓутоа грев со умисла, свесно одиш кај што спомнавме, еден од потешките гревови, или свесно сведочиш насуд против другиот, од некој си интерес, тоа пред Бога се одговара, или за многу други, или го наклеветуваш, или го озборуваш ни крив, ни должен. Значи, завидуваш сите тие работи се последица на гревот и ѓаволот се јавува во различити облици и таму каде што човекот е најслаб, таму го држи во тој грев. Или да се земи во црквата се знае, значи имаш монаштво или брачност во светот. Сега да не одиме строго индивидуално, значи некој останал или не мажен, не женат, од X причини, требало да се потруди, Бог дава шанси во животот и затоа црквата апелира штом сме во светот да се живее во брак и тоа свет брак. Значи се знае неслучајно и во 10 Божји заповести, значи прелюбата дека е грев. И да се остави тоа, да речем, модерно сегашно време, дека е модерно да се живее вака, модерно да се е тоа по широкиот пат кој што води во пропаст. Значи, целта е за да се задржи едно семејство, кое што треба да биде свето семејство, и самото семејство представува мала црква, имајќи во домот света икона и кандилото кај што гори и самите луѓе, тоа, ако така и во здраво почит, тоа ќе има напредок, Бог ќе најде илјади начини има, децата да бидат благословени, воспитани во смирен дух, со пример од родителите, затоа што примерот најмногу воспитува, знаете, да се клони од самите пороци, пушењето, пиењето, дури да не спомнувам за дрога и едно и друго, току избегнувајќи ги помалите гревови, ние ќе се заштитиме и од поголемите. Ако си велиме ова не е ништо, мала работа е, ова не е ништо, и многу после тука ѓаволот веќе навлегува дека овој слаб не се спротиставува на злото и можам да го играм како што сакам. И тогаш веќе пробај и ова, пробај и она, желбите и страстите немаат крај. Како да се зачува духовноста и Божите заповеди во овие турбулентни времења? Враќање кон она традиционалното, понапред во мое време кога се избираше брачен другар, некој ќе речеше таа е патриархално воспитана. Дури во наводници тоа, дури
на некој начин подсмев за останат или за останата. Меѓутоа, во сегашно време па како Диоген во времето со фенер што барал човек по атинските улици, така и ние сега бараме честито момче или честита девојка, кои што стварно да стапат во брак од љубов, не од интерес, и тој брак да биде благословен. Значи, пред се враќање на ние секако црквата е се времена и ги прати сите збиднувања, вклучувајќи го ево и сега ова како благодет самиот медиум го користи самата црква и во секоја една прилика има сега сајтови што се вика какви не поуки човек само да побара, што се вика. Има поуки од свети старци, од примери, од чуда Бог што интервенира, значи што лечи болести, тоа е го има, може да се најде, значи директно самите луѓе тоа го кажуваат, значи не, тоа се документарни емисии кои што навистина човек треба да биде да има очи, а да биде слеп, значи кога не би сакал да го почувствува, значи Бог доволно ни е откриен. А тоа што против Бога оделе од самиот почеток, од самото раѓање, вклучувајќи го Ирод и убивајќи 14.000 деца во Витлеем и се тоа гонето што е и до денеска и до второто Христово доаѓање, црквата ќе биде гонета. Меѓутоа, во тоа е истрајноста, а сега во овие моменти нас такво гонење не ни се бара, во иднина не знаеме што ќе биде, меѓутоа ни се бара она основното, клонење против гревот. И со Божја помош, доаѓање на светите литургии. Верувајте, не можеме Бога, каков чудо невиден, и јас како парохиски свештеник, луѓето се обраќаат, маки имаат секој што се вика. Дали детето, мислам, момчето или девојката останали, има такви случаеви многу во градов, што се вика немажени, неженати, или избегала среќата или не дошла. Не е точно. Бог ни праќа на секој еден човек, со самото крштевање, ни се доделува ангел пазител. И ние што помалку го изневеруваме тој ангел кој што секојдневно запишува што правиме, и во случај еден ден помалку да грешиме од нашиот живот, од севкупниот живот, тоа е подобро. Една минута помалку, една минута. Значи, ако имаме се така во предвид, после исто во ова прилика да спомнам, ајќе поврзам со од самата света историја, некој свет човек во времето кога се покрстувале цели држави и народи, кога дошол во градот илјади становници што се вика, имало само 7 души крстени. Значи сите биле некрстени. Тој успеал со Божја помош во рок од 3-4 години, кога заминал од како мисионер од тој град, останале само 7 некрстени. Така да, дај Боже и во нашиот град, оние кои што потекнуваат од православно христијанско семејство, она што го правеле нивните татковци, дедовци и се тој синџир се наназад до свети Климент и до свети Размо и до самиот апостол Павле кога дошол во Македонија. Значи, тоа е директна заповед од Спасителот, одете и научете ги сите народи крштевајќи ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Така да со самото крштевање ние постануваме членови на светото православие. Додека не сме крстени, човек може да мисли дека е добар и христијанин по наследство, меѓутоа не е ни едното ни другото, знаете. И Бог треба, значи, наоѓа начин, ако стварно е добра душа тој таа гордост со себе треба да отклони и да речи прва прилика јас одам и се крштевам. Што сакам да кажам, последниве 3-4 години она масовно крштевање на Сараиште на самиот ден кога е крстен Спасителот Господ Исус Христос, значи му се дава можност на сите некрстени кои што се еве и ова година, значи јавени се за да се крстат од Битола, од Куманово, од Скопје, од повеќе места и од градов, значи имаат тоа можност да размислат овие денови, зашто веќе наближува, да се пријават, пошто земаме предходно податоци за да му биде дадена светата крштеница и да го прими светото крштение на самиот ден Богојавление, осветено самото езеро од
од сите молитви што се пошто навистина свето е наше во езеро, почнувајќи од Радожда, во езерото што се крсти водата, од Света Богородица Калишта, од Охрид овдека, од Пештани, од Светинаум, од сите места, не случајно е како свето езеро обколено и со свети места. Така да во ова прилика и ги повикувам, пошто токму како парохиски свештеник во тој дел од градот, веќе еве години наназад, традиционално се крштеваат возрастни, значи и потенциран за возрастни, значи затоа убаво е она редовното да си биде, меѓутоа ние знаеме дека пред она 50 на години дека на некој начин им било забрането, меѓутоа сега немаат изговор за своето, ако не го направат. Отец Симиџиовски, навистина времето многу брзо ни пројде, што се вика пролета. За на крај, во што ќе им препорачате на православните христијани? Сега да го доживеат празникот што ни престои, едно да знаеме дека богојавление, самиот збор богојавление, значи Бог се јави, и тоа кога се роди Христос, по Божја интервенција и допуштање беа испратени ангелите Божи и ја пеа песната слава во висините на Бога, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. А сега на самото богојавление самиот Отец прозборува, значи говори од небесата, ово е мојот возлюбен син, не го послушајте го. И Светиот Дух во вид на гулаб, значи за да биде кога излегува самиот Христос, кој што има една света задача, Свети Јован, да го крсти, и не само да го крсти, туку претходно, веќе 3 години, го припрема народот, затоа е тој предходник, го припрема народот за големиот настан, односно за самата проповед што излегува Спасителот на та проповеда на својата 30-та година и во тие 3-3,5 години што проповеда и нели се крштева, се јавува, тогаш се поздравуваме со Бог се јави, на вистина се јави. Отец, јас ви благодарам што гостувавте во Печат, што ево имавме можност од повеќе аспекти да ги слушнеме вашите размислувања или она што го налага црквата. Дај Боже така и да биде, тие совети да допрат до верниците и дај Боже што повеќе да не има во светите храмови, затоа што една човечка, охристијанизирана православна душа е поскапа од целиот материјален свет, затоа што на светот му претходи, како што има почеток, има и крај, има преобразување, значи од самиот овој видлив свет, меѓутоа душата како душа живее вечно и во тоа е и целата радост што сме створени од Бога за вечност и по милоста Божја дај Боже што повеќе да бидеме во близината на Бога во вечниот живот. Амин. Амин. Почитувани гледачи, благодарам за вашето внимание. Нова средба за 7 дена. Довидување.